ВМРО ДПМН победи на изборите. Штипот сега ќе дише слободно и нема кој да го бойкотира, изјави градоначалникот Иван Јорданов. Дефинитивно очекувам, посакувам да се генерира поголем развој, затоа што во изминатите 2,5 години имавме една некомуникација, затворени врати со централната власт, а пресудно за развој на општина Штип и за градовите е да има поправишна фискална децентрализација, да има нормална комуникација и заедничко реализирање на проекти. Очекувам дел од тие проекти кои што се зацртани во програмата на општина Штип, а се со неопходна поддршка на централната власт да започнат да се реализираат. За кои проекти станува збор? Како што е обиколницата пребег железничка кон Плуждино, нешто кое што е од суштинско значење за нашата општина, но и за целиот источен регион е конечно довршување до изградбата на клиничката болница, која што беше практично закочена. Дефинитивно, она кое што е од значење за нашиот град е исто така поддршката која што е неминовна на Универзитетот Гоце Делчев, на отварање на нови факултети, на повеќе студиски програми, поголем број на студенти кои што генерираат развој и, како што напоменав, инфраструктурни проекти кои што се пресудни да се реализираат со заедничка соработка, поддршка и помеѓу централната и локалната власт. Градоначалникот Јорданов во наредниот период очекува добра комуникација со министерствата и реализација на крупни проекти. Таа некомуникација и несоработка помеѓу министерствата и локалната самоуправа посакувам да биде поинаква, да биде откочена, да имаме консултации, да имаме побрз развој, затоа што за донесување на детални урбанистички планови се чекаше со години, а тоа е предуслов за иден развој на нашиот град, за идно планирање, така да се тоа кога ќе се сублимира, очекувам во наредниот период на вистина да има позасилена динамика на проекти и враќање на надеж на граѓаните.